Невладините организации и образовните институции од Струмичко-Радовишкиот регион преку акционен план ќе го подобруваат образованието и вработувањето на немнозинските етнички заедници. За таа цел Фондацијата Институт Отворено општество Македонија организираше работилница на која се дефинираа проблемите и потребите на овие етнички групи од областа на образовниот процес и вработувањето. Сашко Попов. Подготовка на акционен план за подобрување на образованието и вработувањето на немнозинските етнички заедници. Тоа беше темата на работилницата организирана од Институтот Отворено општество, на која учествуваа представници од образовни институции и невладини организации од Струмичко-Радовишкиот регион. Целта е да се детектираат проблемите со кои се соочуваат немнозинските етнички групи од повеќе области на секојдневното живење. Ова работилница е дел од проектот Живење во мултиетничка средина, граѓани со еднакви права, можности и заштита, кој е во имплементација на Фондацијата Институт Отворено општество Македонија, локален партнер Порта од Струмица, а проектот е финансиран од Европска иницијатива за демократија и човекови права. Темата работилница е за подготвување на акционен план за подобрување на образованието и вработувањето на немнозинските етнички заедници. Значи, самите етнички заедници немнозински во нашиот регион ќе проблеми, потоа ќе работиме на решавање на проблемите, а тоа ќе влезе во еден план како да дојдеме до подобрување на образованието, а следствено на тоа нели и да дојде до поголемо нивно вработување во институциите. Учесниците на семинарот ја поздравуваат идејата од организирањето на вакви работилници. Сметаат дека немнозинските етнички заедници се соочуваат со повеќе проблеми, од кои посебно ги издвојуваат невработеноста и недоволната застапеност на образовниот процес. Ние у оваа држава нели проблеми кои секојдневно се случуваат, меѓутоа сега се повеќе интензивни. Тоа население кое што е оставено на милост и немилост од мале кој што живее мес, иначе потекнало од Конче, која инфраструктурата е на нула, нели овакви семинари како денес што е, пожелно е многу почесто да ги имаме и да бидеме директно со граѓаните кои што имаат проблеми. Вработувањето е на нула, нели? Вработувањето во самата држава знаме дека имаме некаде над 370 и 400.000 невработувања. Образованието е високо, така, нали, тоа е требало многу порано да се почне, сега се почнуваат, меѓутоа се исто со проблемите родителите, бидејќи немаат учебници, нема кој да им дотура на центри за социјална работа, некако обеќаат, на крајот ништо не се испочитува. Заклучоците од оваа работилница ќе бидат преточени во акционен план, кој треба да се примени во пракса, а воедно ќе представува и основа за одржување на други работилници со вакви тематики.